Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со Љузин Фаризи и Петар Арцовски. Добро вечер и двајцата. Здраво, Александар. Не случајно сте тука, важите за аналитични аналитичари, ќе ги анализираме изборите од еден холистички пристап. Љузин ти даде фокус на тоа што се случуваше во условно кажано албанскиот политички блок и покрај тоа што сите се надеваме дека како ќе поминуваат годините, тие границите на тие блокови помалку ќе се рушат и ќе станеме сите еден голем политички блок како што заслужува една унитарна држава. Арцовски, ако треба во 2 минути да кажете кои се вашите главни заклучоци од тоа што се случуваше пред, за и по локалните избори, резултатот кој би биле? Што научивте вие за политичката сцена од Македонија од овие избори? Првиот мој заклучок е дека локалните избори ќе го променат политичкиот амбиент. На почеток на кампањата сметавме дека локалните избори се само локални избори, дека нема можеби многу да влијаат на вкупниот политички амбиент, но тоа се покажа како неточна констатација. Особено во албанскиот блок, особено во корелацијата помеѓу етничките албански партии, ова за кој зборуваше ти во воведот, а тоа е бришењето на границата во политички наместо етнички коалиции. Се разбира добриот резултат на Влен, лошиот резултат на ДУИ и на СДСМ, има некои заклучоци кои ќе треба да ги извлече и ВМРО-ДПМН од овие избори, така што мислам дека во наредниот период ќе видиме партиите како се адаптираат на новата политичка реалност која ја донесоа локалните избори. Тоа е главниот заклучок, дека тие имаат сепак поголемо влијание од што само избор на локални градоначалници. Фаризи, исто прашање за вас? Па да, во албанскиот блок беше референдум. Референдумот помина и довие политичките партии кои се на власт и тоа што во 2024 кога влезе во коалиција со ВМРО-ДПМН се потврди дека тие треба да ги застапуваат албанците во оваа влада. Искрено да кажам, до толку не очекував и јас дека Влен ќе добие на толку големи општини, односно толку број големи општини, но мојата теорија од секогаш било дека ако се обединуваат две политички партии или два блока од различни етникуми како што е кај нас, мислам дека нема сила кој може да ги победи. Дуи влезе во политичка пресметка со Влен по национален терк, но и национализам. Дури тоа што го видовме во Брвеница беше надвор од тоа, од логичното на луѓето што треба да мислат како треба да ги раководат тие општини и доби фијаско во таа општина. Дополнително тоа се одразуваше и во општина Кичево и во општина Струга, така што Дуи веќе е во тотален хаос и колапс. Ќе ги анализираме посебно и општините и партиите, мене ме интересира. Се надевам само едно, дека Дуи ја научи лекцијата и една за секогаш треба да се врати и да функционира како нормална политичка партија која треба да се конкурира во избори согласно принципите на демократијата и мултиетникумот кој е во нашата држава. Кој е најголем победник, а кој е најголем губитник и зошто? Од сите партии зборувам. Најголемиот добитник се граѓаните на Република Македонија, најголемиот губитник е тие деструктивни политички партии, без разлика дали се македонци или албанци. Добро, истото прашање за вас, кој треба да биде највеќе среќен после овие зборови? Зборуваме за политичка партија, а која партија, да речеме, потврли сега ќе има највеќе работа да се направи на евалуација на анализа каде сгрешиле? Мислам дека Левица и Влен имаат причина да бидат сретни на овие избори, иако јас имам мешани чувства околу тоа колку тоа ќе трае. Мислам дека не треба да се носат генерални заклучоци од некаква транзиторна ситуација на овие избори, но Влен и Левица имаат причина да бидат задоволни. СДСМ и ДУИ имаат причина да направат една ретроспектива и интроспектива во наредниот период со тоа што двете партии СДСМ и ДУИ се соочуваат со различни политички предизвици, кои претпоставам ќе ги анализираме подоцна во текот на емисијата, но кога би ги одвоил во блок некои кои треба да ја заштитат, да го заштитат резултатот и да го напредат, тоа се Влен и Левица, и СДСМ и ДУИ треба да сменат нешто во својот пристап, политички производ и така натаму, за да
станат повторно конкуренти. Добра, да направиме кратка анализа и за општините. Резултатите во Брвеница и во Кичево, претпоставам дека тие беа многу важни за владината коалиција, пред се за ВМРО ДПМН. Токму и поради тоа премиерот претпоставам ги посети првено овие две општини. Има некакво изненадување во Кичево кај вас или е помалку или повеќе очекувано? Кандидатот на ВМРО ДПМН водеше уште во првиот круг во Кичево. До сега Кичево традиционално било место каде функционирал стариот модел, а тоа е етничко гласање во етнички коалиции, потоа некаква политичка комбинаторика после тоа. Овие избори за Влен, но и за ВМРО ДПМН покажаат дека втората фаза на развојот на меѓуетничката соработка помеѓу партиите, тоа се предизборни коалиции на политичка, односно идеолошка основа, имаат бенефит, а немаат многу зијан за политичките партии. И мислам дека тоа е главната лекција од Кичево и од Брвеница, од Кичево од Брвеница, па и ако сакате Тетово и Чаир, бидејќи не мислам дека се неповрзани тие општини. И во таа смисла тоа е правилен процес. Значи се движи еволуцијата на таа соработка се движи веќе во предизборни коалиции кои се прават на политичка основа, не на етничка. Основа се разбира третата фаза е оваа за која зборуваш, а тоа е се граѓански партии во кои нема да биде важно кој член од каков етникум доаѓа, туку сите ќе се сплотат околу некаква програма и некаква визија, но до сега Македонија лавирала помеѓу првата и втората фаза и ова е исчркор кон втората фаза и мислам дека тоа ќе стане пракса во наредните избори. Мислам дека треба да очекуваме повеќе такви предизборни крос-етнички коалиции во иднина. Изненадувачки или може вредна анализа што ваквиот исчекор што треба да се случи го прави, да речеме ВМРО ДПМН и вреди? Што важат за партии со повеќе развиени патриотски чувства на начинот нивната перцепција на патриотизмот? Тие коалиции се полесни на локални избори. Вистинска предизборна коалиција имало СДСМ и БЕСА претходно на парламентарни избори. На локални избори тие коалиции се полесни бидејќи се прават и локални математики кои не мора да значат голем ризик за партиите во смисла на вкупната нивна политичка понуда. Не е изненадување, особено имајќи предвид дека Влен и ВМРО ДПМН соработува и за победите во Чаир и во Тетово. Брвеница е исто така една ситуација каде има политички калкулации, особено поради условно речено недисциплината на кандидатот во рамки на коалицијската соработка, а Кичево мислам дека е исто така дел од една вкупна соработка помеѓу партии. Добро, се согласувате тоа дека и ВМРО ДПМН и Влен во определени општини си помогна толку и со толкав интензитет и со толкава мера колку што ќе им биде потребно сигурно да победат. Дека контролирана поддршка беше тоа. За жал да, така е. Иако тоа не треба да биде така. Кога сте во коалиција би требало да дадат целосна поддршка, но се уште партиите се под еден страв дека крос етничкото гласање може да им донесе последици во рамки на својот етникум. Тоа се одиците кои се случаат во Кичево особено, па ако сакате и во други места. Така што да, таа поддршка беше според мене, според бројките што ги гледам, беше калкулирана поддршка. Добро, значи ова како се демо принцип на гласање се покажа како успешна соработка, не на гласање. Пилот проектот. Добро, луѓе вас ви изненади Кичево? Не, воопшто не ме изненади, само што бидејќи според анализите во првиот круг нели победи Александар, со сегашниот новоизберен градоначалник на Кичево, но во почетокот како да не се знаеше во која насока ќе се движат албанските гласови, особено на тие на Влен, бидејќи во самата политичка партија во БЕСА како да не беа координирани помеѓу себе, Фатмир Лимани не му даде поддршка одма после изборите, а додека на другата страна председател на политичката партија БЕСА, односно Билат Касами, во едно интервју во Албанија изјави дека ќе го поддржува бланко кандидатот на ДУИ, така што само поради тоа што е албанец. Да. Па тој беше влезен во филмот на ДУИ, мислејќи дека ако се прави поголем патриот и националист, така толку повеќе гласови ќе собере во ниво на држава, што не се покажува така кога почнат да увезуваат буквално ДУИ гласови од странство со авиони и ги носе диаспората тука заедно со во соработка и со другите политички партии, не само ДУИ, туку гласачи носеше и Алијансата за албанци од страна на
делот на Зијадин Села, бидејќи Арбентарова беше елиминиран во првиот круг, така што мислев дека ќе биде многу тесно, но албанците во Кичево се обидна заедно со македонците и донеса еден човек кој ќе ги обидени сите граѓани кои се во Кичево и мислам дека кичевчаните заслужува да има еден градоначалник кој ќе биде еднакво за сите и еден за секогаш да почне да се реализираат проектите кои им требат на кичевчани, а не да бегат. Јас да сум како прв градоначалник, јас да сум на место на Александар, првиот проект што би го направил во селото на Али Ахмети, би го наставил канализација, барем среќно да ги поминува деновите во Или да пензија. исчисти дивата да поне сред град што им гори на кичевчани и ги гуши, политички или психолошка е оваа победа? И политички. Бидејќи се споменуваше од Дуи во неколку наврати дека Кичево е така наречен воен плен, ајде претпоставам таков наратив си има за своите гласачи, меѓутоа на тој начин се провоцира другиот дел од граѓаните. Колку е сегој психолошки влијае? Политички мислам дека политичките партии, албанските политички партии, па и македонски политички партии треба да сфатат дека ние треба да бидеме обединети и како политички партии и како народ, а второ дека психички влијал негативно кај политичката партија Дуи, да, тоа се гледа. Денеска не знам, јас ти пратив и преку ден, нели, за да имаш материјал да прашуваш, односно да анализирате како медиум, како луѓето им се закануваат на семејството, на тесното семејство, дека веќе нема да соработуваат, дека нема на свадби да ги канат и дека кога ќе има мртов Ќе зборувате меѓу албанците сега? За меѓу албанците внатре, бидејќи тие сега ги ловат тие кои во условно кажано предавниците кои гласале за Александар таму во Кичево. Мислам дека е нонсенс и надвор од разумот на 21 век. Јас мислам како може да ловат нека? Како би знаел кој за кого гласа? Или се мало место се знаат меѓу себе луѓето? Па се знаат помеѓу себе, тие знаат по гласачки места. Претпоставам дека тие дополнително ќе прават анализи неколку денови и после тоа мислам дека ќе дојде на место. Во 30 секунди само колку вие муабити што се појавија, транскрипти од прескушкувани разговори или снимени или како и да е на некој Facebook профили кој што се компрометираше Фатмир Дехари, колку тоа реално влијаеше врз граѓаните? Тоа дополнително мислам дека влијаше кај свестата на одредени група на граѓани кои вистина му ја сакат доброто на градот и на нацијата и буквално и на републиката, така што мислам дека тие гласа против такви градоначалници кои буквално државните институции ги претвориле во, да не кажам, хареми. Јас и во минатото кога сум гостувал во вашите емисии сум кажувал дека во минатото сме биле сведоци дека фудбал се играше по институции, а во одредени други институции има и боречки вештини, а тоа мислам буквално на вакви вештини кои ги правеше, односно градоначалникот на Кичево. Добро, последно прашање за и околу Кичево, ги споминавме авионите, ајде представници на диаспората се носи организирано да гласаат, тие се луѓе кои што се силиле претпоставам од државата заради тоа што политичарите не им создале доволно услови нормално да живеат, па се побарале среќата на друго место, па сега истите политичари ги товарат на авиони или им купуваат карти или ги организираат било како, се враќаат назад и да им ја барат поддршката. Тие луѓе секако помагаат на матичната земја, нели диаспората и инвестира и носи капитал и тоа се е добро. Меѓутоа, како е можно да се гласа на локални избори, повторам локални, бидејќи во други земји малце поинаку е регулирано ова, за локални проблеми да гласа некој што живее во Берн или во Цирих, што нема прочитано ни програма, ни ништо и буквално ајде како контингенти гласови. Дали може некако законски тоа да се допрецизира, да се регулира или дали вреди уопште да размислуваме за ова? Се појавија повеќе дебати на таа тема. Се согласувам апсолутно дека е релативно понижувачки за гласачи кои веќе гласале со нозете, се иселиле од државата, да бидат донесени во еден релативно организиран процес, да гласаат само во поддршка на известна политичка партија. И тоа е секако понижување за нив и за политичката партија која морала да примени такви методи.
Дебатите околу тоа кој може и кој треба и кој не треба да гласа за на локалните избори малку се на линија на ова што го зборуваш, односно дека има различна легислатива која го регулира тој дел. Често постојат опции да гласаат само резидентното население, значи населението кое живее најмалку 2 години во општината, без оглед на тоа дали на парламентарни избори има право на глас во таа изборна единица или не, а дека при тоа треба да им се дозволи на странци со траен престој повеќе од 2 години во таа општина да гласаат за локални проблеми, бидејќи се работи за патишта, собирање ѓубре, комунална хигиена, екологија и така натаму. Во Македонија тоа не е така. И токму поради тоа ни се јавуваат овие големи дискрепанции помеѓу излезноста на хартија и излезноста на терен. Излезноста на терен е релативно висока, а на хартија бидејќи ги водиме и нерезидентното население со право на глас на тие општини како гласачи, таа е релативно ниска. Кој треба да ја покрена оваа дебата? Претениците, претпоставам, законски измени? Тие се дел од реформската агенда. Бидејќи да биде поедноставно, се извинувам што ја прекинам, да биде поедноставно за гласачите, вие велите дека на локални избори треба да гласат само локално население. Апсолутно. Макар и некој да нема перманентно државјанство или не знам како, меѓутоа ако живее тука, да. Така е во Да може да си гласа. Така е бидејќи вие гласате за некој што треба да ги менеџира локалните проблеми со кои се занимавате секој ден. Дали е пополнета дупка, дали е собрано ѓубре, дали имате вода, дали имате не знам доволно зелени површини, дали има струја. Дека сакаме европски кога гласачи да се однесуваме, прво што треба да направиме да ги прочитаме програмите на кандидатите и да се одбереме ова е тоа што ги артикулира моите потреби. Сега не знам каква потреба некој од Франкфурт има за не знам регулирање на коритото на река во некое село. И што има, видете, вие имате и дополнителен проблем. Вие ако имате многу голем прилив на гласачи, може да ги изместите локалните приоритети. Тие може би сакаат да гласаат да има споменик, а всушност во тоа место е потребно школа да се направи или е потребно да се направи болница. Така што да, треба да се ревидира, но тоа е само врвот на ледениот брег. Ние имаме повеќе промени кои треба да се направат во локалната самоуправа. Имаме премногу општини, имаме општини со 3000 жители, тие не може да функционираат. Начинот на финансирање на општините најмногу од комунали, исто така е погрешен начин на финансирање. Гледате дека државата цело време мора да им помага на општините бидејќи не можат доволно да соберат средства. Сето тоа е дел од реформската агенда, односно од пакетот преговори, но ако не успееме да ја отвориме втората меѓувладина конференција, тие промени мора да ги направиме бидејќи на површина испливаа барем за овие избори многу проблеми кои се има политичка волја тоа да се направи? Тоа би значило нова претпоставам територијална поделба, ако добро ја разбирам. Па планските региони се отприлика 30. Добро. Тоа се како што беа старите општини. Вие имате пола од општините од Македонија се под 10.000 жители, а пола од тие се под 3.000 жители. Тие не можат да организираат добар сервис за граѓаните, едноставно нема доволно прилив. Потоа немате фискална децентрализација. Се уште општините зависат од дотациите од државата. И владата неколку пати ги спасува. Прво владата на Заев со 50 милиони евра ги спаси им прости долгови. Сега оваа влада со 250 милиони евра за проекти кои инаку не можат сами да ги направат. Така што има повеќе работи кои треба да се сменат. Процентот на данокот кој оди во општините треба да се смени. Треба да се отвори можност општината да може да долговите да ги реши со продавање на свој имот. Ви имате општини. Добро, значи да не навлегуваме детали, има начини како тоа да се регулира, општините даваат подобри услуги да имаат повеќе пари, бидејќи се сите купуваат со свет и се зависни од владата. Колку резултатот во Брвеница, односно начинот на кој што гласаа граѓаните, го победи националистичкиот наратив на некој од кандидатите таму, а тоа е повикот на граѓаните етнички да се поделат. Тако едно бизарно барање имаше со цел да се поддржи еден или друг кандидат. Колку граѓаните уствари ја победија таа деструктивна политика со гласањето? Првим сега да се поврзам во вашето прашање и со Педжо, бидејќи се поврзува и со ова. Значи, одреди албански општини дуи вештачки ги држеше, односно да се раководуваат од страна на Албанец. Бидејќи нивната матрица цело време од 2005 година наваму од кога е направена децентрализацијата, односно новата поделба на општините, територијалната поделба, оние мислат дека во секоја општина под дефолт кај се мнозинство или прилично мнозинство албанци треба албанец да биде менаџер, а не дека треба да биде професионалец за таа позиција. Да не забораваме дека одредени општини кои ги имаше, дуи ги водеше, треба сега дополнително треба да го видиме тоа колку општините должат.
Бидејќи според моите информации, општина Сарај пример моментално должел над 8 милиони евра. Тие се огромни пари. Кај ги носеле тие пари? Тие немаат направена ниту една инвестиција во општина Сарај. Ќе видиме Кичево колку е задолжена. Ќе видиме Струга колку е задолжена. И ред други општини кои Дуи ги раководеше, а да не забораваме дека дополнително треба да ги видиме и двете општини кои ќе се држат изборите, односно ќе се организираат изборите во општина Гостивар и Врапчиште. Човекот што сакаше да биде градоначалник во Брвеница, очигледно беше ентузијаст на тоа како доби Дуи во чашка. Тој сакаше да го копира, односно тој градоначалник. Да прави модел. И најверојатно сака да го наследи господинот Ахмети после кој ќе се пензионира тој, за да биде паметен дека да биде памтен дека после Ахмети најголем патриот од државата, да не кажам модерен патриот, бил кандидатот за Брвеница. Ниту еден мосток не може да биде патриотизам да ги повикаш граѓаните са подолат етнички. Значи нема ништо врска со патриотизам. Нема. Добро бе, тие за лични интереси ги прават, бидејќи од денеска тој веќе побарува работа, да не забораваме дека слушнав колку е вистина дека тој објавил дека веќе во приватен сектор сакал да не знам колку се точни тие информации. На Facebook напиша човекот. Ако пишал така, значи човекот сега ќе оди на приватен сектор да работи, бидејќи најверојатно во државните институции, освен што можеш да биде градоначалник и да му биде преку партијата, да биде директор на инспекторатот, кај тој моментално ја врши функцијата, не може да видиме колку кај ќе се најде во животот. Добро, тој барем бара работа, другите па сакаат да одат во странство. Тоа е разликата помеѓу него и другите негови приврзаници. Така што замисли, може да го анализираме на тој дел. Замисли, он сега, како градоначалник, ги носеше за него да гласат, он пак ги вратеше со авион назад или со автобуси, а тој ќе останува во нашата држава. Тоа е парадоксот помеѓу тие што дошли да го гласат него и тој што ќе останува тука, односно кандидатот за градоначалник. Мислам дека тие стереотипи еднаш за секогаш завршија. Ова беше битолско, да речеме, има иселеници, па не видов да се носат така. А може и има, сега не знам, медиумски не се експонира. Јас преска кажав дека тие вештачки сакат да ги држат тие општини. Еве јас ве гарантирам дека после 4 години општина Чашка тој ништо нема да направи. Таму буквално во таа општина што ќе може да направи толку малка општина, дополнително ако нема ни поддршка, како што кажа Пежо, од страна на владата и исто и таму, до првиот круг тој носеше многу луѓе, особено од Италија и во другите места кај тие живеат, и со автобус му имаат платено буквално картите за да може да гласат и после ги вратија назад. Толку доби човекот градоначалник, ќе зема добра плата и толку завршена. А со кои пари се плаќа тоа? Тоа не е малку пари. Па од тендерите што ги имале во минатата, ги има тие кеш некаде скриено и сега ги плаќаат картите, бидејќи тие не кажуваат од каде се приходите. Треба тие да дават одговорност, односно антикорупцијска да ги гони нив од каде како дошле, како ги платиле парите. Но предпоставувам дека тие ги носат парите таму и после таму им ги плаќаат картите и Добро, малце да направиме анализа и за партиите. Претседателството имаат вечерва од ДУИ, се подготуваат за конгрес, ако се точни заклучоците што пред малку беа објавени. Дали овие резултати се удар врз интегративците и дали се уште би можели, има некаква логика да го користат наративот дека тие се единствен легитимен претставник на албанците. Сега зборувам со овие резултати, нешто што го повторува цело време како аргумент зашто треба да бидат дел од власт. Не. Да, сериозен удар се овие резултати за ДУИ. ДУИ се соочува со најголемиот предизвик од своето постоење и веќе нема гориво во приказната дека Влен е нелегитимен представник на албанците. Со самото тоа се намалува, односно го снемува и оној притисок кој ДУИ го најавуваше за предвремени парламентарни избори. Сега ДУИ се соочува со еден во научна гледна точка со една криза на политичкиот производ. Политичкиот пазар се менува, а тие одбиваат да го сменат својот политички производ за да се одветствува на новиот политички пазар. ДУИ е партија која е устроена од, еве, со најблага форма да ги наречеме, ослободители. Но е создаден врз Ова не е најблага форма, ова е афирмативна форма. Да, но е создаден врз една милитантна логика на партија која се борела за колективните права
на етничката заедница за албанците и тие, ако се сеќавате во својата политичка платформа, имаат вградено колективизација на етничките права. Дека правата не се граѓански, туку се на етничките заедници, односно на етничките колективи. Со исполнувањето на рамката на Охридскиот рамковен договор, политичкиот пазар се измести од таа тема. Дуи се обиде да го фати политичкиот пазар еднаш со едно ребрендирање, се сеќавате Зелена агенда. партија, да. Така е. Значи да почне да разговара за економија, за локални проблеми, за образование, за здравство и така натаму, не успеа и под притисок од Влен, бидејќи Влен стана дел од власта, тие се вратија во својата зона на комфорт, што е честа грешка на политичките партии. Кога политичкиот пазар ќе им избега, тие упорно се држат на својот политички производ, обидувајќи се да го натераат пазарот да го сака тоа што тие го нудат, наместо тие да го понудат она што пазарот го сака. И дуи се соочува со криза на политичкиот производ. Таа не може целосно да се надбине само со промени во раководството. Претпоставам за СДСМ ќе разговараме понатака. Да, таму е посериозна уште, бидејќи на повеќе оские политичката криза. И мора да се смени политичкиот наратив, политичката доктрина, не само кадровската политика и така натаму. Јас сум во принцип противник на тоа ние да им кажуваме на партиите треба да го смените лидерот или не треба да го смените лидерот, ние не знаеме. Може да се случи ако Дуи го смени Ахмети да нема веќе Дуи. Тоа е комплексна одлука, но очигледна е пораката од електоратот дека нешто мора да менуваат во својот пристап, во својот политички производ и така натаму, инаку ќе продолжат да бидат неконкурентни на политичкиот пазар. И за Влен не е розова ситуацијата. Тие однесоа една сериозна победа, но се уште изгледаат како 4 различни, неконкурентни политички структури кои не се споени во една структура која би ја зацврстила дихотомијата која се појави, односно релативниот баланс кој се појави на локалните избори, би го направила трајно. И за Влен има уште работа во таа смисла. Колку е предизвикувачки за актуелното раководство на Дуи што почна и на социјалните мрежи членови или симпатизери на Дуи јавно да повикуваат на одговорност. До сега освен кога се епизодата со огнените, не сме виделе нешто такво, да речеме членовите на Дуи да барат некоја смена во раководството. Колку може од базата сега да биде притисокот кај нив? Може да се зголеми притисокот од базата. Видете, најголемиот проблем на политичките раководства после ваков пораз, јас би рекол фиаско, е да станат дефанзивни. Здраво и нормално е базата да повикува на промени. Мотивот зошто базата повикува на промени е затоа што сакаат подобар резултат за својата партија во иднина. Најголема грешка. Не дека и посакуваат лошо на партија. Не дека и посакуваат лошо на. Најголема грешка на раководството секогаш е, тоа се случува и во Дуи и во СДСМ во моментот, е да станат дефанзивни на тие повици. Тие повици треба да се интегрираат, бидејќи таквата интроспектива може да им донесе само ќар во иднина. Меѓутоа, на емпириското искуство во Македонија е дека политичките лидери често се закопуваат во рови и одбиваат да ги слушнат. Добро, меѓутоа сите говорат дека во измината во Али Ахмети важел за човек кој што ги планират неколку чекори унапред и дека практично пензионираше неколку политичари видни со народски кажано знае човекот што пред. Дали сега што го кажувате дека не знае точно баш сега што пребовеќе? Јас мислам дека во моментот владеат емоциите, борбата да се заштити наративот околу политичкиот резултат, дека тоа не е катастрофален губиток. Не знаеме како ќе се однесува политичкото раководство на Дуи на овие повици на оваа потреба за реформи. Може да не изненадат позитивно и да ги абсорбираат реформите и од тоа навистина да излезат ребрендирани со подобар производ и по-конкурентни. Моето искуство говори дека поверојатно е дека нема тоа да се случи. Да, дека сега раководството на партијата број гласови, вела дека имаме повеќе гласови од Влен, меѓутоа другите ги бројат граначалниците. Дека 4 колку има таму, дека тоа е премалку за една партија како Дуи. Сето тоа е првата фаза на denial. На одбивање на соочување со реалноста. Втората фаза кога ќе ви помине емоцијата и лутината, кога навистина ќе ги погледнете резултати, кога ќе видите дека од тие 115.000 гласови, 20.000 гласови не се на Дуи, се на таравари на села. Значи дека има и кога ќе ги погледнете поголемите процеси, тоа е дека веќе има баланс помеѓу две големи групации, секоја со своји предизвици. Очигледно е дека треба да направите нешто различно од тоа што сте го правеле до сега, инаку тоа што ви се случувало до сега ќе ви се повторува. На првиот чекот за решавање на било кој проблем во животот е да се признаете дека го имате, значи сега сме у фазата уште според вас да сватат дека имаат проблем. Фаризе уште кажал минатата година дека Дуи ќе биде дел од историјата, не ми верувавте, тоа се потврди. Тоа сака, уште колку може
Таа политичка Ахмети да води партија, таму. знаете што, најголемата грешка во историјата било дека македонските лидери, условно кажано, сакале секогаш да му биде Ахмети партнер во владата, бидејќи со него се договориле многу полесно. Но ние сме имале порано лидери кои нешто им обеќал на народот, а другото после го правиле после изборите. Да не забораваме во минатото сите лидери, да не ги спомнам сите до еден, до крај, до последниот Зоран Заев кажуваше дека ние нема да правиме со Ахмети дуи во опозит, ако се слушам дури на албански јазик го кажува, дуи на опозит, бъди на опозит буквално го кажуваше, и на крај заедно па владеа 7 години на начин кој не биде ќе биде паметен во историјата на владењето во нашата држава. Така што мислеше дека истото ќе го направи со премиерот Христијан Мицковски, но тоа не се случи. Тој го остави весно во опозицијата, сега ги порази, не само го порази него, туку ги порази и сите други политички партии кои беа дел од власта, така што слободно можам да кажам дека од тие општините кои ги поделеа Дуи заедно со Зијадин Села и со Арбен Таравари, Дуи освои 4 општини, условно кажано. Ќе видиме со времето. Јас ви гарантирам дека 2 општини не се на Дуи. Еве, општина Чашка за кратко време, ќе видиме што ќе се случува, и општина Студеничани, пошто ние не ги анализираме ова, јас сум ги анализирал Студеничани. Замислете, Влен му дава поддршка на кандидатот независниот во Студеничани, а доби кандидатот на Дуи. Тоа значи дека нешто друго му е ветено јавно, а под маса нешто друго е сработено. Предпоставувам дека тој си знае градоначалникот, ќе дојде времето, ќе се покаже на која страна ќе оди тој. Ама добро, сега треба во Дуи да се прават реформи. Мислите, овој сега избраниот градоначалник во определена фаза кривина да фате? Ако идеме по таа логика, треба да се тргне Ахмети со сите други и да дојде лидер на таа политичка партија, градоначалникот на Липково, заменик да му дојде тој од Студеничани и овој секретар на партијата тој од Чашка, Патриотот, и ред други што имат покажен успех буквално тоа. А што се однесува до Алијанса, морам да признавам дека од 3 општини Зијадин Села, да не кажам народски кажа шипки варени, доби, а Арбен Таравари ги доби општините како во облаците на Лајконет, односно Мајворто, што беше мрежата во држава. Така што Дуи сега треба да се реформира, но од каде треба да се почне? Бидејќи кај Дуи владееше тоа дека Ахмети е незаменлив, и уште е тоа. Па пример тие што ги гледам сега во Кајронот, половина од тие кажале дека кога ќе се тргне Ахмети од политиката, ќе се тргне и ние од политиката. Така што Ма кој е таа психологија? Тоа значи дека партијата ќе трае додека е председател Али Ахмети.